Може. Денесен час управување на движење со формирање на моторички навики, а првиот дел од часот, колешката Моника, ќе не спреми за час физички, ќе биде во контекст со сева нешто. Супер, јас гледам, не можам да мрднам камера, станувам, а вие другите гледајте си, ако сакате, ние ќе си вежбаме. Пред да почнем, ќе ве поздравам со еден јогински поздрав, дланките на молитвено, пред гадниот кош, во линија на срцето, се поклонуваме и кажуваме намасте. Во превод намасте значи се поклонувам на целата твоја светост, како ти на мене, така и јас на тебе. Ги отвараме стапалата во ширина на колкове. Ќе започнеме со една техника тапкање, каде што се тапка по телото, ќе ве водам по одредени реди. Се наведнуваме надолу, дланките ги испитуваме како полукруг, значи не е исправена целосно дланката, него полукружна и тапкаме од надворешната странични делови на нозете. Те до задникот, потоа ротираме на напред и странично од една страна тапкаме кон напред надолу. Нагоре вдишуваме, надолу издишуваме. Дланките се постојано подспиткани, ние ги исправаме. По ритам на дишање, нагоре вдишуваме, надолу издишуваме. При тоа наблюдуваме сензации, како реагира нашето тело. И уште едно. Исправаме телото, горниот дел торсото, продолжуваме со тапкање на задникот. Познато е дека задникот е поврзан или седалниот дел со нашата фамилија. Таква информација. Имаме мисли, сензации, поврзани со нашата фамилија, може тапкањето да ги ослободи овие мисли. Продолжуваме со тапкање над долниот крст, од прилика, дланките се во тупаница, со надворешната страна тапкаме по прилика 1/5 над долниот крст. Тапкање на оваа точка овде се ослободува енергија. При тоа со тапкањето се активира крвотокот, големо размена на материја, на кислород, исто така се ослободуваме од токсини. Продолжуваме со дланките кон стомакот, тапкаме нежно по горниот и долниот дел на мевот. Значи не одиме со јаки движења овде, него по-нежно тапкаме по овој дел каде што се органи. Смеа малку да прекинам за секунда. Може? Не ве копка да пробате и вие? Што не пробувате? Мене многу ме копка. Пробајте сите, станете, ајде. Пробајте си. Кога ќе имате шанса, ако не сте пробале јога, некога загревање да направите, активација на тело. Мислам дека е супер. Еве ги гледам Димитар, Реджеп, Чедомир, Андреј, Кирил, сите гледаат вака, никој не пробува. Александар, Дрита пробува, супер. Нема ништо страшно во ова. Љубомир, Христина, или сега ќе се исклучиме со камери. Ајде сега овој вториот дел сите, може. Инаку прекинувам час веднаш. Може. Дланките ги поставуваме на стомакот, продолжуваме со нежно тапкање по горниот и долниот дел од него. Потоа продолжуваме со кружни движења, значи нежно го масираме овој дел органите. При тоа чувствуваме сензација, наблюдуваме како ова движење ни носи опуштачка сензација, не смирува, не опушта. Мевот е поврзан со варењето на храната, но исто така е поврзан и со варењето на сите случаи во нашиот живот, проблеми, како се соочуваме, како ги вариме. Го смируваме движењето, продолжуваме со тапкање на градниот кош. На градниот кош имаме две клучни точки, тоа се точките под клучните коски, има мали главнатини, можете да ги напипате. И тимусот.
Тие се две клучни точки, познати се и во акупунктурата. Со тапкање на овој дел, на централниот дел на градниот кош над тимусот, се ослободуваат емоциите. Значи, овој дел прави задршка на емоции и се ослободуваат сите емоции со тапкање. Исто така се зголемува, како што спомнав, размената на гасови, се врши отхранување на телото, ги активираме заспаните клетки, се зголемува циркулацијата и при тоа, кога имаме нормална циркулација, нормална размена на материи, се зголемува и имунитетот. Со активна работа, будна и свесна на себе си, го запознаваме телото и можеме со време да заприметиме доколку имаме некоја неправилност или подсеток на некоја болест, не дај Боже. Спируваме ова тапкање, малку наблюдуваме со кружни движења со дланките по градниот кош. Продолжуваме со тапкање, со десна рака, малку подскипкана, на левата. Значи, од надворешниот дел на левата рака, на вдишување тапкаме нагоре, на издишување тапкаме надолу. Нагоре вдишуваш, надолу издишуваш. Ловата е познато дека дишењето е многу битен дел и паралелно се работи со секоја физичка активност. Комуникација помеѓу физичкото тело, енергетското и менталното тело на човек. Еднаш повторуваме. Потоа продолжуваме со лева рака на десна. Значи, од надворешниот дел на десната рака, нагоре вдишуваш и тапкаме. Надолу издишуваме од внатрешниот дел. По надворешниот дел нагоре вдишуваме, по внатрешниот издишуваме. Постојано наблюдувам. Стабилизираме, со рацете одиме позади на плешките и тапкаме врз плешките. Чувствуваме како телото се загрева и станува потопло, значи циркулацијата се зголемува. Чувствуваме леснота и ослободување, се зголемува влачењето на хормоните во среќа. Не знам точно дали беше серотонин или ендорфин. Продолжуваме со тапкање на вратот. Вратот е многу критична точка и доста често страда и најчесто е во напната позиција затоа што мора да одржува главата исправена и е врска помеѓу главата и телото. Најчесто чувствуваме кочане пред овој дел. Продолжуваме со тапкање на тилниот дел на главата, каде што е спојот на главата со вратот. Тапкаме нагоре, по задниот дел на главата, кон предниот дел и назад се враќа. И активираме клетките, невроните на мозокот, циркулацијата. Многу е битно мозокот да се храни, да има свежа крв во главата. Тапкаме по целата глава, со кружни движења. И издишуваме. Стапала споени во петите, предниот дел отворени. Се издишуваме на уста 3 пати. Кратко наблюдуваме состојбата на телото, се анализираме. Ги триеме дланките и енергијата ја пренесуваме по цело тело. Почнуваме од лицето, главата, повратниот дел, надолу предниот дел, нозе, стапала, заден дел, горе рамена, дланки, раце и
Дива, стапала споени, нагоре диши со рацете истегни, на прсти изтегаме, поглед горе и издиши долу, ги спуштаме дна. Диши горе истегни, и издиши надолу и уште. Одмараме еден стил, тада стана положба, пети споени, преден да настапава развитие. Одеме со паром од касана, вежби за збогово, каде што ќе се почнеме со рацете и продолжиме надолу кон нос. Двете дланки нанапред ги носиме, диши нагоре затегни и издиши надолу затегни. По ритам на дишење, нагоре дишува затегнуваш, надолу издишува затегнуваш. Ќе активираме мускулите, наблюдуваме затегнатост во некои делови, ако имаме блокади, издишуваме низ тие места. При тоа ги активираме енергетските канали, меридијаните. Уште, нагоре вдиши, надолу издиши. Диши, растегни дланки во прстите и издиши во тупаница, палец надолу. Диши, растегни и издиши во тупаница. И уште. Палецот останува внатре, дланката во тупаница ротира. Од внатре кон надолу. Ротација на зглобови, наблюдувај сензации. Издишуваме низ напнати места доколку постои. Ротираме кон внатре, ротираме во свој ритам. Ритамот на движењето на дланките го опишува ритамот на нашите мисли, рецитата на нашите мисли. И треснеме рацете. Ги отвараме странично, ги виткаме во лактите и ротираме со рацете од лакти. Кон внатре, наизменично, го активираме лактот, кон надвор наизменично. Ова се движење за координација, со ова се наблюдува координацијата на личност. Со двете раце, кон внатре, кон надвор. Одмараме еден стип издишување. Продолжуваме со активација на рамена. Ротираме со рамената на назад, наизменично. Правиме широки кругови, колку што е можно пошироко. Наблюдуваме како сега се активира овој дел, станува, се загрева се повеќе. Ротираме на напред. Стабилизирам. Со двете рамена на назад, големи кругови, стегаме убаво, го отвараме градниот кош, го зголемуваме капацитетот на дишење. Ротираме на напред. Наблюдуваме постојано сензации, како реагира твоето тело на овие движења. Стабилизирам. Диши, отвори граден кош, рамена на назад и издиши, вовлечи граден кош, рамена на назад. Хоризонтални. Напред. Диши и издиши, вовлечи граден. И уште. Овде. Еден звук одмараме, кратко се ресетира. Секогаш кога одмараме, издишуваме, но се ослободуваме од напнатоста од вежба. Ротација со глава и со врат. Центар дишува, глава кон лева страна, затегни и издишува. Центар дишува, кон десна страна, затегни и издишува. Уште два пати во свој ритм. Наизменично лево-десно. Центар дишуваме, странично издишуваме. Центар диши, глава напред на граден кош, притисни и издиши. Центар диши, назад издиши. Доколку имаме проблеми со врат, со тироидеа, не форсираме во оваа вежба. Стабилизираме.
Стабилизираме во централна положба, вдиши, оттука ротација со глава. Нанапред издиши, нагоре на назад вдиши. Правиме големи кругови со главата. Наблюдуваме како се активираат различни регии од нашето тело при движење на главата. Продолжиме обратно. Формираме еден здив, кратко се издишуваме. Ги отвараме нозете странично, малку пошироко од колкови, дланките на колкот. Диши, со колкот во лева страна издиши. Центар диши, десно издиши. Наблюдувај како се активира крличниот дел. Се чувствуваме кучањето. И тука продолжуваме со ротација. Пробуваме да ротираме само со седалниот дел. Кружиме обратно. Продолжуваме со ротација на колена. Малку се спускуваме на напред, од дланките потпираме на колена. Од натре кон надвор ротираме. Диши и од натре кон надвор диши, од натре издиши. Ротација со колена. Не форсираме доколку е многу напредно. Ротираме од надвор кон внатре. Стабилизираме, ги спојуваме стапалата, продолжуваме со ротација на колената во ист правец. Двете колена ги ротираме заедно. Ротираме обратно. Издиши обратно. Одмараме еден здив. Продолжуваме со активација на стапала и слободите. Стоиме на десно стапало, ќе работиме со лево. Лева нога нанапред, испружена, поглед во една точка за да одржуваме равнотежа. Со лево стапало нагоре вдиши, надолу издиши. Нагоре вдиши, затегни, надолу издиши, затегни. Стабилизираме лево, десно со стапало. Кон внатре, кон надвор. Во ритм на диши. Диши кон лево, издиши кон десно. Кружиме со стапалото. Кружиме обратно. Го пуштаме стапалото на подот и прстите ги стегаме кон надвор. Значи, од внатре кон надвор газиме со прстите. Ги виткаме прстите кон внатре, притисок на прстите, ги активираме прстите. Газиме странично на стапалото, на пета. Шутираме со лева нога напред, странично, на назад. Следно продолжуваме со десно стапало. Стоиме на лева нога, десна нога нанапред испружена, поглед во една точка. Диши нагоре, затегни со стапалото и издиши надолу затегни. Активираме десно стапало. Стабилизираме лево, десно, кон лево диши, кон десно издиши. Странично подвижиме стапало. Ротација на надвор. Кружиме. Ротација кон внатре. Се спуштаме ногата на подот, со прстите на надвор, газиме прстите, ги отвараме. Истегање на прстите. Ги виткаме прстите кон внатре, притисне и крцкаме. Газиме странично на стапалото. Газиме на петата. Со десна нога кон напред шутираме, кон страна, кон назад. Издиши обратно. Издишуваме на уста. Продолжуваме уште со една серија, кратко ќе трае, 3 конасани. Ги
Одиме во малку поширок расчекор, лево стапало е странично, со телото сме прилива кон лево стапало, десното стапало е по 90 степени на левото. Ги отвараме рацете странично, како прв пата, дише. На издишување, лизгаме надолу со лева рака по лева нога. Битно е колената да останат прави. Поглед горе во десна рака, се истегаме до каде што може. Ако можеме, се спуштаме до подот. Со колкови постојано тегнеме во десна. Поглед горе во десна дланка, дишеме главно. Наблюдуваме истегање во левата нога, во страничниот дел на мускулите, ребрата од десна страна. Полека нагоре, диши, се враќаме во почетна положба. На издишување го виткаме левото колено, се спуштаме во поин 2. Поглед на лева дланка напред, држиме статично, повлекуваме опашка, не одиме со седалниот дел на назад, него го повлекуваме. Телото е справено, не оди на напред или назад, него е во вертикална положба. Дишеме глава. Дишим на издишување со лева рака нагоре, со десна подпираме на десна нога позад. Поглед горе во дланката, иако стоиме, навидно не правиме ништо, постојано го затегаме телото и го зголемуваме истекнување. Дише, на издишување се враќаме во почетна положба. Десно стапало, странично, левото останува на напред или под 90 степени. Ги отвараме рацете странично, дише, на издишување со десна рака лискаме по десна нога, се спуштаме до каде што можеме, битно е колената да се прави. Поглед горе во левата рака. Со колкови постојано тегнеме во лево. Дишеме главо. Полека нагоре, диши, се креваме, издиши воин 2. Виткаме десно колено по 90 степени, телото е исправено, вертикално, поглед на десна дланка. Го облечи опашка. Наблюдуваме сензации, дивот наблюдуваме го. Дише на издишување на назад. Стегаме обратна положба, поглед горе во десна дланка, со лева подпираме на лева нога. Постојано тегнеме на назад помалку. Ќе почитуваме границата на телото, доколку чувствуваме болка, не форсираме. Дише, издише, се враќаме горе во почетна положба. Со двете раце горе дише, издише, се спуштаме напред надолу. Рацете ги поставуваме на скочни зглобови, со главата тркаме кон напред, со дланките ги тегнеме, се држиме за зглобовите и ги тегнеме кон напред. Доколку е накладно со прави колена, ги виткаме малку колената или дланките ги поставуваме погоре, не мора на скочни зглобови. Поглед напред, дланки на центар, грбот прав, ги виткаме колената, нагоре дише, рацете преку глава горе. Држиме ступа. Дишеме постојано бавно, подолго, бавно. Диши горе, издиши на срце. Во планина, тада се на положба, пети спојени дланки, стапало отворени, издишуваме 3 здира. Со дланките горе, диши, истегни на срце и издиши на.
И си горе изтегни. И си спрямо. И уште. Одмараме уште 3 здива, се стабилизираме и дишуваме. Намасте. Благодарам за внимание. Моника, браво. Благодарам ептен. Се надевам дека и другите ужива или успеvaат да се загреат или успеаат да се смират. Само ја ќе направам една кратка евалуација, морам да прашам Моника, минатиот час, мислам дека Мартин Реџепагиш ве најави. Работите некаде, нешто водите часови и слично или како? Моника, изгледа не се слушаме. Не, слаб интернетот. Дали ме слушате? Да. Моника не ја слушаме, ќе чекаме да се приклучи. Нешто се случи. Ќе си дадам да право за кратко да искоментирам. Кажуваше некои моменти. Први може да приметите, сакав и таа да слушам, ајде ќе се вклучи најверојатно. Први приметувате дека има искуство во водење на час, значи во водење на група, што е многу интересно. Повеќето од вас, а и тие што се на нас како тренери, би требало да знаат да настапат, водат, да држат концентрацијата, да знаат што е следно. Некогаш е лесно, некогаш е тешко, мене некогаш ми е тешко, ми било тешко на почеток, но се е пракса и можете да видите од тој што води час или што води настап или тренинг, дека дали има искуство или нема искуство во водење. Особено кога треба нешто да се покажува со тело, тоа е како настап на бина, нели? И плюс треба да се објаснува работата или активноста која што изведува, тоа е екстра напор. Моника се уште не е вклучена, сакам да поставам некои прашања, но на кратко. Многу интересни моменти кои што се во контекст на денешниот час. Први нешто, најверојатно имате искуство за јога, но јас ќе се давам право да кажам. Источна вештина, да, Моника, тука супер, уште еднаш, Моника, благодарам. Имате ли водено некаде нешто, водите часови, тренинг, настава и слично искуство? Да. Во студио Сурија веќе таму 6 години, 7 практикувам или 8 јога, инструктор сум 4-5 години. Добро, супер. Кај нас на факултет, на која насока сте? Јога, спортски тренер за јога. Значи имаме насока јога. Имаме, да. Да, јас знам за колегите. Професорот Ванчо Попетровски. Да. Одлично, ја ќе си дадам за право на кратко само една сублимација да направам. Моника постојано зборуваше за енергетски токови, за меридијани, за активација на енергија, за пренасочување на енергија, за, може би овој дел ви абстрактен, мене не ми е, првиот. После зборуваше за контрола на движењата, зборуваше за чувствување на телото. Многу битен момент. Чувствување на телото при движење, да знаете, да пробаме да се почувствуваме и да видиме, да влеземе внатре во телото. Значи, со мислата да влеземе внатре во телото. Тоа е интересен момент, најверојатно некој пробувал од вас, тие што не пробуваат, е убаво да праќате, механички кажано, да праќате импулси до своето тело и всушност да пробате да ги осетите деловите од телото. Па дали е движењето вистинско, дали е тоа што го посекувате, дали е добро, дали не е добро, дали треба корекција и така натаму. Дали сте слушнале за акупунктура? Дали некој знае што е акупунктура? Да. Значи, акупунктура е метод на што? На помош, медицински гледано, со помош на иглички
се нели се сабудуваат во телото и нешто треба да се подобри. Така лаички кажено. Акупунктурата е всушност метода, нека така источна метода, брка некои работи кои што се така можеби поврзани со делов од јога, кој што пробува да активира исто така нервни патишта, не се нервни патишта, енергетски патишта, дали се викаат меридијани или енергетски патишта, не навлегувам, но не постојат анатомски. Тоа е интересниот момент. Значи, не може да се дефинира, барем по мои сознанија, она што имам читано, не може да ги, значи, анатомијата не ги препознава. Нарекува, например, масирај го овој дел од ланката, за да активираш или да помогнеш да нема главоболка. Масирај одреден дел од стопалото за да помогне на некој орган. И сега, интересно е што ја не навлегувам, мислам, наука се базира на математичко-статистички методи. Значи, на проверка на фактите. Но интересно е што медицината ја признава акупунктурата. Значи, можеби не може да ја објасни до крај што се случува, но ја признава, затоа што помага. И сега тука има некои метафизички работи кои што ние не можеме некогаш да ги објасниме, но едноставно функционираат. Како, например, дали сме ние единствени во млечниот пат, а не е само млечен пат, туку има и многу други созвездија. На сличен начин и оваа техника од јогата се користи, но интересно е за мене што не се ова движења, суви движења, да ги наречем, или едноставни движења, туку се движења кои што бараат концентрација и бараат внимание, насочување на вниманието. Тоа насочување на вниманието прави некој спој помеѓу физикусот и интелектуалниот дел од телото и пробува да спои некои центри, што всушност е многу позитивно и е многу подобро отколку само едноставно правење згибови или склекови. Се си има своја цел, но сакав чисто да направам еден вовед. Ако сака Моника нешто може да додаде многу кратко во овој дел. Само би додала, например, ако еве и овие згибови склепови ги правиме со внимание, дека многу полесно би ги постигнале и кога би го скоординирале дишењето, многу би се помогнале за побрзо да успееме да ги изведеме. Доколку ако ги правиме само сувопарно, мада нашето тело има природна интелигенција и без ние да му даваме команда како да диша, едноставно ни доаѓа природно кога ќе напнеме дали треба да вдишеме или да издишеме, ама доколку додадеме и свесност, мислам дека многу по-будно и многу по-добро се изведуваат и се координираат работите и се меморираат во нашето тело и мозок. Супер, благодарам. Овој дел се однесува на ние ќе го работиме во брзина и максимална сила, каде што мислам дека споменав еднаш, тие две способности се многу врзани со централниот нервен систем и како бойлерот или централниот нервен систем праќа информации кон мускулите. Интересна тема, но мораме да поминеме на нешто што е задача покрај овој дел, значи наша задача. Уште еднаш благодарам на Моника, доколку има идеја за нареден час, зошто да не, јас поддржувам, може. Јас ќе се држам до овој дел што е теоретскиот, за сега оваа генерација на овој начин. А ако има и некој друг од вас идеја, за нешто што би сакале да направиме, јавете слободно и можеме да одвоиме, сега се задржавме малку подолго, но можеме да одвоиме 10 на 15 минути. Јас се чувствувам супер, можам да ви кажам моје искуство, дека почувствував затегнување во двете дланки, братот ме боли, грч во лево стопало на изведба на некои вежби. Тоа се се знаци кои што би требало да ги слушаме. Значи да го слушаме нашето тело што кажува. И можеби да побараме некој совет што да направиме. Тоа се можеби некои блокови кои што постојат, не сме свесни за нив, понатаму ќе излезат на некој друго ниво се. Може ако прашате, јас сум прашувал и лекари, ќе кажат нема везе тоа. Не знам, ќе кажам докажете, можеби навистина нема врска, но некогаш, туку тој што чувствува благодети, тоа што е негова работа, мислам, може да ужива во тој дел.
Единствено што не признавам е дека земјата е равна. За се друго може да зборуваме. Ако некој има таков проблем, тогаш има сериозен проблем. Океј, ајде овој дел за денешното предавање, кој што така споменав дека ете беше споменато на почеток за контрола и управување на движењата и токму на тоа се однесува денешната тема. Се надевам дека прочитавте, дека успеавте да прочитате нешто. И ова ние сите ќе бидеме наставници, значи вие би требало да бидете педагози, лидери на некоја група и слично, би требало да знаете што да очекувате од луѓето, особено кога учат нови движења или кога прават движења кои што треба да бидат на некој друго ниво, па дали според возрастна група може да ги зададете или не. Нема да навлегуваме во детали, но основните принципи ќе ги посочам. И секако секое движење си е приказна за себе. Секое совладување на ново движење е приказна за себе и треба да помине свој пат. Некогаш најчесто се извинувам. И најчесто може да се процени, например, во брзина, според брзината на совладување на движењето, со каква координација се соочуваат луѓето или каква координација имаат во латентниот простор, значи латентно внатре во себе. Така да управувањето со движењата е многу поврзано со таа способност, координацијски способности, ќе биде споменато понатаму. Но овде само на кратко основните принципи ќе морам да ги посочам. Кога зборуваме за управување на движењата, се користи овој на некој начин кибернетски модел. Норберт Винер Бадијала Ставен го нарекува татко на кибернетика, кибернетикус или кормилар и кормило, значи управувач, нешто што управува. Така се и компјутерите направени, на некој начин и генерално сите машини се така направени. Постои овде во десната страна управуван систем, кај нас тоа е централниот нервен систем, постои систем што се управува. Значи тоа е мускулатурата која што овозможува преку систем на лостови во зглобовите да постојат движења. Значи, што мислите според вас, кој малку е така не на место можеби прашањето, но е интересно. Кој систем е побитен според вас? Управуваниот или системот што го управуваме? Кој ни е покруцијален во екзистенција? Кој е нека биде така прашањето. Кој е побитен за екзистенција на човекот? Управуваниот систем или системот што управува? Системот што управува. Се сложувам. Системот што управува, нели, препознаваме и луѓе со хендикеп кои што не можат, со како се нарекува, посебни потреби. Имаше некоја тамо дилема во терминологијата, не ми се допаѓаше баш, но познаваме луѓе кои што имаат проблем со физичкото активација на физичкиот дел од телото, но управуваниот систем се функционира без никаков проблем. Единствено што е проблем е врската. На почетокот ги измешав од лево и од десна страна, значи на левата страна систем што управува или централен нервен систем, на десната страна е управуваниот систем или она се што може да управува централниот нервен систем. Нас ни се интересни мускулите и коските и слично, но најмногу обрнуваме внимание на мускулите, а мускулот е на некој начин така не толку интелигентно ткиво, споредувајќи со другите ткива кои што постојат и имаат моќ да раководат и управуваат. Како што спомни Моника, за дишењето ние не размислуваме, ама некој го раководи дишењето. Така исто и за многу други системи кои што функционираат во телото, ние не размислуваме, не знаеме. Нешто ги раководи, а сепак на крајот излегува дека е ткиво. Па не е ткиво, не е едноставно ткиво. И мускулот не е едноставно ткиво, но многу е поинтересно да ги знаеме работите, за да ги пренесеме, отколку да
умееме да ги сработиме. Значи, ако знаете да како изгледа еден лик во скијање и плюс на тоа да го прикажете ликот, тогаш сте во бонус состојба како учител, отколку ако само знаете го покажете. Значи, тогаш не знаете како да го пренесете. Да, по метод на копирање, клиентот ќе свати, но не е тоа тој начин. Затоа велам, системот што управува е многу интересен. Во кибернетскиот модел се вели, значи имаме систем што управува, имаме директна врска кон управуваниот систем, но има и повратна врска, она е тоа што ние чувствуваме со телото. Па има болка се појавува, па има некогаш и повреда, па чувствуваме затегнатост, се зборувам од нашиот дел каде што имаме движење, значи комуницираме со нашето тело, праќаме информации до нашето тело, но и добиваме информации назад. Кога ги праќаме информациите кон нашето тело, значи кон мускулите, да нека биде конкретно, тоа е директна врска. Но кога добиваме информација за состојбата, да кажеме, на мускулите или на деловите од телото, тогаш што е повратна врска. Истото се случува и при формирање на нови движења. Мислам дека ќе го видиме понатаму како изгледа. Овде е интересно, Бернштайн е еден така многу интересен писател, автор и создавател на идеи, одамна пред Прва светска војна, мислам дека има живеена. Втора, пардон. Сензорна корекција, значи во оној делот кога зборував дека ние не размислуваме за дишењето, исто така, еве, замислете си дали вие размислувате додека стоите дека треба да одржите состојбата правилна, исправена, да бидете во некој спетен став, на пример, или во некој став споен или едноставно во расчекорен став, но дали треба да размислувате за тоа? Не размислуваме за тоа. Може би дечињата кога учат да одат, размислуваат или вложуваат енергија, ајде нека биде, но ние не размислуваме за тоа. Тоа се случува на некое субкортикално ниво, затоа што тоа движење, всушност, или тој став, или таа исправена состојба ние сме ја научиле. Не сме се родиле со знаејќи ја, но сме ја научиле и ние во позадина всушност правиме организација на движењето, управуваме со своето тело, сепак не работиме ништо, едноставно стоиме. Ова се нарекува некоја сензорна корекција, каде што по пат на примање на информации, значи додека сме во исправена состојба, ние постојано централниот нервен систем прима информации дали има навалување на телото во некоја од оските или на некоја страна и дали треба да направи корекција. Затоа се нарекува сензорна корекција. Значи, по пат на надолни врски или еферентни врски, ние праќаме информации до за нас интересни, мускулите како двигатели на овие лостови кои што постојат, а по пат на аферентни или сензорни врски, нагоре добиваме и повратна врска и информација за што се случува со нашите движења или со чувството. Например, јас имам проблем некој со вратот и не го чувствувам предниот дел од прстот. Значи, мене сензорната корекција кон централниот нервен систем ми е на некој начин проблематична. Не ја добивам информацијата. Сличното е нешто како кога правиме ново движење или кога правиме движење што го знаеме, ако не може да воспоставиме контакт, значи нешто е блокирано. Па ете, спомена, Моника повторно споменува, можете да пробате кога работите с гибови да пратите информација до телото. Тогаш правите на некој вид на буст или некој вид на така суплементација на целото движење. Затоа што му помагате и не изгледа на сила, не делува на сила, едноставно правите некој вид на суплементација на движењето. Ако гледаме на ниво централен нервен систем и кај нас што се случува, тоа се нервите, значи нервите кои што се аферентни, моторни нерви или сензорни нерви кои што одат нагоре, или едните се еферентни, другите се аферентни. Не би навлегувал во ова повеќе, имате од анатомија, најверојатно ќе го имате поминато. Повторно се враќам кај Бернштайн, тамо постои модел кој што Бернштайн го наведува и вели дека постојат 4 нивоа за формирање на движење. Првото ниво е некој рефлекс или само одржување на телото.
Второто ниво е синергија. Синергија е нешто дека заеднички функционира. Значи, веќе нешто почнува да се спојува. Добивам некоја информација за дека движењето, го препознавам движењето. Не го изведувам најточно, но го препознавам движењето. Тамо вели на ниво на анатомија, здружена работа на мускули, но и органи. Контрола доаѓа од централниот нервен систем, имаме некои стабилни шаблони. Добро, сега сум безбеден, знам како да го вртам јаженцето нанапред. Наназад не знам, ама знам како да го вртам нанапред. Третото ниво, вели ниво на просторно поле. Значи ги обединува сигналите, движењата се поприлагодени кон средината, значи веќе и средината ја вклучуваме. Можам да вртам со јаженце, ама можам да приметам што се случува на страна, можам да приметам дека јаженцето кога доаѓа над мене се прекршува. Ова е пример со јаженце за секое движење и со секое управување со движењата се случува нешто слично. Сега зависно дали е едноставно движење, сложено движење и така натаму. Четвртото ниво е вели ниво со акција на објекти. Значи, ајде, нека биде пример, овде сум ставил пример со чаша, кај дечиња. Значи, детенцата на почеток, за да земат чаша со вода, нив им е проблем да ја погодат. Не може да ги скоординираат движењата, па ќе ја промашат, доколку брзаме и ние истото, доаѓа неправилна информација за контрахирање на мускулите и правиме погрешно движење. Док е четвртото ниво не е целта да се фати чашата, туку целта е да извршиме многу повисока е целта, значи да ја завршиме акцијата, всушност да се напиеме вода. Значи не е целта да ја фатиме чашата, ние преку фаќање на чашата го контролираме движењето, ама завршуваме некоја повисока цел. Значи целта е да се напиеме вода. Па ете на кратко тие четири нивоа кои што Бенштейн ги посочува и како се координира, како се контролираат движењата во зависно од тоа, значи дали се совладани доволно или не. На почетокот е ниво на рефлекс. Рефлекси се нарекуваат и оние безусловни рефлекси, значи имаме два вида на рефлекси, безусловни и условни рефлекси. Ќе ги спомнеме кај моторички навики, ама може и тука. Безусловните рефлекси се каде што едноставен пример, рака на топло нешто, па кога ќе почувствуваме преголема топлина, не размислуваме, туку веднаш раката се потрнува. Значи тоа е безусловен рефлекс, нема нешто што го условува, додека кај условните рефлекси имаме нешто што кажува, сега сакам да го научам ова. Не ми оди, значи не дека треба да научам да ја држам дланката на нешто топло, на рингла или нели, туку дека треба да опстојам во изведување на движењето и да пробам да го научам, го условувам постојано. Па мислам дека по природа или по хемија се учеше или по физика, Павлов и неговото куче, или ефектот на Павлов, или Павлов ефект, каде што уште не ми текна која биологија, мислам дека по биологија беше, каде што Павлов по пат на условување на кучето со, нели, ова потсеќам, сигурно го знаете, кога го ранал кучето, пуштал и сијалица. И кучето научило и тогаш кучето лачело плунка. И тоа траело одреден период, во одреден момент не му дава храна, само пали сијалица, повторно почнува да се лачи плунка. Значи тоа е научено на некој вид, не е движење со мускулите, туку е научен условен рефлекс кој што се појавува, каде што нели ние го условуваме тој рефлекс да се прикаже со некој постоечки услов. Се надевам не делува комплицирано, ама ова е примерот 5-6 дали не е по биологија, кога ли да се учиш на сличен начин, ние ги учиме и нашите движења. Кога зборуваме за контрола на движења, многу накратко, ова е идеја, ќе го споменам професорот сгрешив, професорот Клинчаров, на едно предавање за интернационални ски учители, од таму ја добив идејата. Значи, ова е племе заоли, кое што ќе пробаме на кратко да видите. Ова е фестивал на маски се нарекува, но приметете контролата на движењето која што ја поставува не само овој денсер, танчар, туку и други танчери
Но интересно е погледнете контролата на движењето во нозете и во горниот дел. Горниот дел е тотално статичен, а видите ги стопалата и нозете како се движат. Ова е научено движење. Не е нешто страшно, малку блокира ке мене. Не е нешто дека е нели вау, интересно е, на некој начин е вау, не е едноставно. Можете да видите комплетна контрола, значи како да не се зависни деловите, како да е посебен дел, горниот да е закачен, а долниот дел да работи во, нели, да има некакво движење. И така натаму, ајде да видиме уште еднаш дали ќе се покаже. Добро. Супер. Значи, ова е еден супер пример на контрола на движење двочекор, контрола на движење скијање во велеслалом, контрола на движење качување по карпа. Значи, сите овие работи се представуваат контрола на движењето. Сега, што треба, како, кога одиме на пазар, имаме некој список во нас, нели? Или имаме представа што треба да купиме, не влегуваме во продавница колку да се прошетаме. Некогаш и тоа, па ете, целта е таа, влегуваш во продавница, се прошеташ. Но најчесто одиме со некаква идеја, акција, пишува јасна цел, имаме потребна информација, програмата не е јасна дека треба да одберам од рафтовите нешто, тоа што е запишано или тоа што имам идеја, треба да го платам и на крајот, доколку е сладолед, да уживам во тоа. Целта ми е дека кај движењата треба да имаме јасна цел, дали јаженцето ќе го вртиме на напред, дали ќе го вртиме на назад. И затоа кога се формираат движењата е убаво да се првин затвори очи, да се размисли, да се искомуницира со човечето што е внатре, или можеби повеќе човечиња внатре во главата, да се искомуницира, да се договори идејата што ќе правам и после, доколку соберам таа потребна информација што ќе правам, тогаш имам програма. И тогаш сум спремен или спремна да го завртам јаженцето. И сега кога ќе го завртам јаженцето, доаѓа наставникот, кој што е битен, доколку не може сам ученикот или клиентот, тогаш наставникот вика: чекај малку, правиш грешка. Таа е таа корекција која што се враќа назад. Корекцијата може да биде, значи, сопствена, сам да ја вовидам грешката, што е многу подобро отколку некој друг да не ја покаже. Но, нели, така функционира, ние сме социјални битија и учиме, и тој процес на учење најчесто не наложува, туку овозможува да има и учител кој што ќе направи некоја корекција или кој што ќе покаже дека да, ова не е добро или може на друг начин. Но исто така можеме и сами. Затоа ве терав јас, видете си ги видеата од кога ќе завршите со згиб. Ако сте вие задоволни и ако според програмата која што вие сте направиле, а претходно сте имале информација и сте имале јасна цел што треба да направите, значи се враќам назад сега на слайдовиве, тогаш пратете ги видеата. Доколку нешто не ви штима, не ги праќате. Значи вие сте направиле сензорна корекција и сте се вратиле назад за да може да го изведете движењето како што треба или да го научите на некој подобар начин. Сега, цело време зборувам управување на движење и учење на нови движења. Ние новите движења ги нарекуваме моторички навики. Значи имаме моторички способности кои што се сила, брзина, издржливост, координација, рамнотежа, флексибилност и нешто не кажав, прецизност. За тие 7 ке зборуваме, се среќаваат и во друга комбинација, само 3, само 4, некогаш и повеќе. Пардон. Но, значи, ние ќе зборуваме за тие 7 моторички способности, а на другава страна се моторички навики. И сега имате 3 прашања на испит. Колку видови на моторички навики можеш да посочиш? Или дали можеш да наброиш колку видови на моторички навики има? Ете, нека биде прашањето така. Може ли некој да ми одговори колку видови на моторички навики има? Еве, моторичкиве способности ги набројав. Сила, брзина, 7.
А читајќи на слайдов што пишува за моторички навики, дека се тоа добро научени движења. Дали може да наброиме колкав број на научени движења може да поседува човекот? Не може да точно. Не. Затоа што фондот на движење е огромен. Значи, јас знам да помрнам со прстот вака, па знам во друга насока, па знам да ги одвојам прстите, па знам со раката, па знам со дланката, со раката, со горниот дел од телото, со долниот дел, па знам со целото тело да изведувам вакви движења, онакви, значи тоа се нарекува фонд на движење. Но за нас во овој момент е интересно дека моторички навики нарекуваме движења кои што се научени до степен на автоматизација. Ќе ги видиме кои се фази или кои делови, кои периоди, фази ги поминува едно движење, додека не стаса до автоматизирано движење. Но, како што кажав, нас не интерес ќе го наречеме движењето дека е моторичка навика само доколку можеме да констатираме дека е автоматизирано. Автоматизирано значи дека не размислуваме на него кога го изведуваме. Значи, еве скијачеве ќе ги земам повторно, зимска сезона. Тие не размислуваат со која техника скијаат кога одат по капиите надолу. Така? Но почетник, ако го ставите на скии, тој не може да оди по капии. Тој мора да размислува што да прави со скиите. Кај кого е формирана моторичка навика? Као овие први што се надпреваруваат, тие веќе научиле, значи тие го формирале движењето до степен на автоматизација, да не мора да се вклучува свеста кај нив. А овие вториве, кои што се во фаза на учење, тие не можеме да кажеме дека кај нив скијањето, без разлика кој лик кој покажуваат во скијање, е моторичка навика, затоа што уште имаат проблем при движењата, па размислуваат на нив, не може да ги прашате додека скијат како се викаат, не знаат. Тие едноставно се тотално во некој друг свет. Тогаш, затоа што пробуваат од внатре да истражат и да најдат вистинско решение за да не направат некоја белја, да не паднат, да не се лизнат, скијањето е лизгање, нели, да не се лизнат надолу и така натаму. Овие моторички навики исто така се утврден систем од рефлексни движења, точно, тие се од некои условени рефлекси, да не ви изгледа абстрактно, значи тоа се изградени стереотипови. Стереотип се преведува како цврст отисок. Значи ние точно имаме изградено цврст отисок за тоа движење. Знаеме дека има печат. Печатот е таков и ние тоа движење го изведуваме на тој начин. Мислам, сме научили да го изведеме. Секој може да има некои своји финеси во однос на телото и слично и начин на размислување како ќе изведе некој движење, но вртењето на јаженце нанапред со исправени коленици, по добар ритам, може да додека врти да објаснува, да држи час, тоа покажува дека движењето е стереотипно движење, веќе научено и дека е представува моторичка навика. Многу ќе се занимаваме со моторички навики. Да, со моторички навики ќе занимаваме. Прашањата на испит не дека се на испит, туку вие ќе се занимавате во професионалната кариера со формирање на нови движења, со учење и пренесување на знаење. Учењето на нови движења, споменав еднаш и уште еднаш, вели подготвителна фаза, па има фаза на реализација, па оценувачка фаза. Во оценувачката фаза е таа повратна врска, во фаза на реализација е пробај. Во подготвителната фаза е чекај сега се спремам и сега вели ајде пробај сега. Аха, не знам, добро, ајде уште малку се спремаме, размислувам. Знам, пробај. Доколку движењето е посложено, тој што го пренесува или што го учи, што пробува да научи некого, тогаш мене, ако ме прашувате, нема стрикно правило, но јас секогаш сакам да прво разберат луѓето што треба да направат. Тоа исто како со јаженце. Јас ќе покажам на настава и сите пробуваат да покажат. Не, застани. Дали е јасно прво што правиш? Ама јасно ми, ај покажи и не го прави така. Значи не му е јасно. А тие што ќе подразмислат малку, што ќе направат план и подготовка, тие во фазата на реализација или многу побрзо ќе осватат движењето или од прва ќе го осватат. Еве ќе пробам една проба. Например, дали може да приметите што правам јас сега со дланките?
Иде и на оваа страна. Малку е дводимензионално, но дали ова е исто со ова? Не. Не. На овој начин. Ова не е исто со ова, така? Супер. Не пробуваме ништо. Ајде сега, че да видиме вака да се видиме. Сега ќе направиме една мала проба. Би било добро да се видиме сите. Супер. Што мислите, што е попаметно? Прво да размислиме што треба да направам или веднаш да почнам да правам? Што ми... Супер, ајде размислиме, што прави сега овој што покажуваше нешто. Значи, како одат дланките? Едната дланка прави крукчиња нанапред, другата дланка прави крукчиња наназад. Или тоа некако изгледа вака. Хоп, хоп, хоп. И не пробувам додека не ми е јасно. Дали ми е јасно? Не ми е јасно. Тука и можеш да пробаш, не е опасно. Ама во скијање, ако не ти е јасно, опасно е. Може да направиш беле. Во гимнастика, ако не ти е јасно, ти как инструкторот направи веле обрт. Знам. Ти си видел дека некој прави нешто, ќе пробаш, може да биде фатално. Значи, најубаво е секојаш да се направи план во глава. Ај ќе пробаме заедно, еве да го размислиме. Како изгледа тоа? Едната дланка да оди нанапред, другата дланка да оди наназад. Можем и да затворам очи и да го извизуализирам целиот процес. Па пробувам со едната дланка, мене ми се затворени очите, со едната дланка да вртам крукчиња на напред, со другата дланка да пробам да вртам крукчиња на назад. Сега го расчленувам движењето. А сега пробувам додека вртам со едната дланка напред, да ја заборавам нејзе и да почнам да ја вртам другата дланка на назад. Тешко е, брат. Ништо нема лесно. Тешко и да дишеме некогаш. Ама дишеме, не се откажуваме. Да не го должам експериментот, многу едноставен. И сега може да приметите. Ако и успева ли некој да го направи ова? Јас не. Добро, изгледа само јас. Што е моторичка навика? Моторичка навика е доколку јас тој што го работи движењето не размислува на него. Значи може да зборува, ја држи концентрацијата на некое друго ниво, мислам предава, кажува име и презиме, Владимир Вуксановиќ, матичен број 2802977450 и така натаму и не го брка движењето во глава. Зошто? Затоа што тоа е веќе формирано, тоа е стереотипно движење, научено, спакувано, ставено е негде, се вели на субкортикално ниво, значи кортекс, суб, под ниво. Централниот нервен систем не се вклучува. Он е секогаш вклучен, но се прават некои шаблончиња тамо, кои што се нарекуваат енеаграми, мислам дека ќе имаме нешто за тоа, и тие шаблончиња се како сијалички во темно, по пат имате сијалица. И како се палат сијаличките, вие веќе ви го осветлува патот, знаете да го направите движењето. На некој начин така делува и тие енеаграми или поврзување на различни центри во мозокот, кои што дали се во моторен дел, дали се во не знам во некој кој дел веќе не навлегувам, но пробуваа да ги врзуваме тие делчиња и се формира се пак во едно движење, како новогодишни сијалички. Хоп, имаме едно движење и тој пат е осветлен. И тоа се нарекува моторичка навика. Пробајте го ова дома, за нареден час може да пробаме. Значи, пробувајте дома 3 пати, еве ви, сега сум лекар и вие ќе бидете лекар. Рецепт. 3 пати пред спиење, по 5 минути. На автобуска станица не го правете, ќе дојде жолто комбе, ќе ве собере веднаш. Океј. Можете да правите во оваа рамнина, можете да правите, сега веќе ја не знам во другата рамнина, можете да правите во другата рамнина, тука ми треба концентрација, во друга насока, може да правите во друга рамнина, да пробате, можете да го правите од стоење во седење, од седење во стоење. Тоа се веќе алтернации на движењето.
Но основата на движењето, ќе учите по биомеханика што се основни клучни точки на движењето, основата на движењето е дека дланките одат во спротивна насока. И еве еден мал експеримент што значи кога треба да направиш движење, како да се спремиш, како да го изреализираш и да видиш каде грешам. И сега јас не можам да ве видам вас каде грешите, ама ви дадов некои насоки. Ако некого, например, видам еден или слично, тогаш можам да кажам стоп, грешиш тука, полека. Тоа е повратната врска која што се очекува од нас наставниците, всушност од вас и наставници да воспоставите на некој начин ефикасно учење на движењата. Да, овде има некоја Терезија каде што кажува секогаш треба во баланс да бидат капацитетот и оптоварувањето, ова се однесува на се, дури на тренинг, капацитетот ќе се намали доколку оптоварувањата се зголемат и слично. Сака да каже, не може побарате, кога зборуваме за нови движења, побарате комплексно движење, доколку нема основа тоа да го направи. Значи не може детенце од 1 година да го ставите да ские, тоа не знае да оди, се уште. И такви примери. Ова се, ајде, бонус, нека биде хинт, што би рекле. Прашање за испит. Низ кои фази поминува движењето додека стаса до центра до формирано движење или формирано автоматизирано движење или моторичка навика. Па кажува генерализација, концентрација, стабилизација и автоматизација. Како што кажав, да, запис во CNS или енграмски систем. Накратко, значи генерализација, зошто? Затоа што се употребуваат многу, ова може ке Марија Гајш да го најдете во книга, се употребуваат огромен број на движења, огромен број на мускули всушност, за да се реши задачата од движењето. Значи се генерализира, се вклучува се што и треба и не треба. Па, например, на скијање, прв ден, студенти на факултет за физичко образование, минимум 18 години, 19, некој со 17,5 можеби. Значи возрастни луѓе со лична карта, спортисти, искусни во движење и слично, доаѓаме на скијање, не знаат да скијат. Скијаме 2 часа, спијат 3 часа во хотел после тоа. Зошто? Затоа што за да го научат движењето вклучуваат одвишок мускулатура. Прават одвишок движења и тоа кошта енергија назад. Затоа се вели се генерализира. Значи, употребата на енергијата и на мускулите е на многу високо ниво. Тоа е првата фаза, не го знаеме движењето. И употребуваме се што треба и не треба за да направиме движење некој. Повозрастните се поискусни, ќе застанат, ќе пробаат полека, помладите се понеискусни, брзо, рефлексно, инстинктивно сакаат да ги решат движењето, но не оди. Сепак треба од тука да дојде идејата за движењата. Следната фаза е веќе концентрација, така и се нарекува, почнуваат да се отфрлаат вишокот на движење, се фаќаме за клучните точки на движењето, стабилизација, стабилизирани сме. Како јас во обратната насока, еве веќе грешам, во обратната насока, оно е стабилизирано движењето, но не е автоматизирано, затоа што морам да размислувам на него. А додека во другата насока веќе не размислувам, можам и побрзо да го направам. Значи, мене ми е во едната насока стабилизирано, ама не е автоматизирано. А во првата е автоматизирано. И четвртата фаза е таа фаза на автоматизација. Некои работи ги споменувам по неколку пати на предавање, клучни се. Да останат во подсвес, за да може да знаете на што се однесува предавањето. Инаку може да зборуваме 3 часа, секогаш на предавање, 5 часа, може да зборуваме 10 минути, но оптимално пробувам во 1 час да го изреализирам тоа за да остане во сеќавање за што е зборувано. Значи, испитно прашање имате, кои фази ги поминува едно движење додека не стаса до формирање на моторичка навика. Како што објаснив, се формира таа невронска врска. Овде не знам звук дали има, но ќе пробаме да го изгледаме видеото, ќе ви дадам пример. Ова е едно кратко клипче од еден документарец кој што се вика What the Blip Do We Know? Уште еднаш, What the Blip Do We Know? Објаснува малку за, така има и квантна физика, стар документарец, не дека е единствен, но видеото е интересно затоа што
пробува да покаже како се формира мислата, како се формира можеби движењето, не можеби туку сигурно, значи како функционира организацијата внатре во централниот нервен систем, всушност во мозокот. Не знам, мислам дека нема видео, да, но има еве титул одоздола. Ќе го оставам на кратко. Океј, можете ги најдете овие клипчиња на YouTube, се наоѓаат, мислам дека од тамо симното. Целата идеја е дека ние ја градиме невронската врска во глава, значи ќе да видам дали имам овде едно. Го немам тој слайд. Зошто? Да, го немам тој слайд. Има еден слайд каде што може да се примети како изгледа невронската, не слайд туку, ајде не го барам на интернет, конекцијата или густината на невронските врски кај помлади луѓе, кај бебенца и кај повозрасни луѓе. Кај возрастните е веќе тоа сплет еден замрсен, голем, затоа што искуството и тражењето за решавање на работите возможува да се направи таа невронска врска многу побогата да биде. Тоа се вика, нели, искуство лаички, но кај малите дечиња, особено кај бебињата, таа не постои, таа се гради. Таа треба да се изгради. Значи тие шаблони во глава на некој начин се градат. Не дека се секогаш изградени на база на шаблони. И многу интересно сега во следниот дел, кој што исто го искористив од професорот Клинчаров, ќе се сретнете со него на методика и дидактика, мислам дека е 4-та година или 3-та, каде што кажува овој нелинеарен педагошки пристап, значи линеарно е нешто што знаеме дека ако имаме x1, y е 2, ако x е 3, y е 5 и така натаму, зависи каква линија е таа, мислам, каква формула. А нелинеарно значи дека не значи секогаш дека кога ќе ставиме, нели, некој x, дека секогаш правата ќе биде, линијата ќе биде права на излез ваму кај y. Туку може да има и некои други вредности. Па тоа е поврзано со учењето на нови движења и со формирање на база на ограничување или constraint lit approach се нарекува. Значи тоа се основните точки кои што нас не влечат и ни помогнуваат во поставување на идејата за движењата. Сега што се може да влие на движењата? Се. Дали генетика може да влие? Може да влие и генетика. Но веднаш ќе ви кажам, ќе имам едно предавање за тоа. Не се такви показателите за генетика, дека таа е клучна и доколку нема некој спортист нема некаков ген, дека не може да биде добар спортист. Особено се зборува за брзите, се препознаваат гени за брзина. Например, имате тамо за брзи мускулни влакна, доминација ACTN3 ген, па тамо X и R алеа се проверува. Па имате коензим алфа, мислам дека за издржливост беше слично, но кога сме веќе кај генетиката, од тамо ќе почнам за овој constraint lit approach. Нема магичен ген. Не постои магичен ген. Може би кај некои болести кои што нели на почетокот има некои мутации и они не може би туку сигурно и тамо е дефинирано, но во спортот не може да дефинираме дека да, овој спортист го нема тој ген и не може да функционира. Едноставен пример. Не значи дека ако некој фудбалер не е брз, не може да биде добар во фудбал. Така, тој може би на друг начин ќе го реши недостатокот со брзина.
А токму тоа се однесува и овој еколошки пристап се нарекува при такаво обучување, динамични системи. Ние сме, човекот е динамичен систем, управуван динамичен систем. И тој пробува да се прилагоди, да најде решение. Значи, ако одредена група на спортисти решава некој проблем во движење на одреден начин, некој почетник кој ќе дојде може да го реши на сличен начин, не мора да биде на неговиот начин, но поентата е дека е решено. Значи, целта е постигната, гол е даден. И затоа во фудбалот, например, се нарекува, ако некој нема доволно, зошто не можеме да тераме со подобрување на брзина, едноставно, нели, капацитетите се тие. Можеме да зголемуваме брзината, таа има некој светски рекорд, не се менува многу, нели, секоја година, но може да ја забрзаме топката. Ако ја забрзаме топката, тогаш сме постигнале целта или всушност сме надополниле брзината. Би сакал и тука на кратко да пуштам едно клипче. Мислам дека ќе можете и ова на YouTube да го најдете, но би било добро да го изгледаме за да добиете представа за што се работи. 3 минути. Слушате од кај мене звук или не? Не. 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 Добро. Ќе пробаме вака, да. Нека оди само вака. Има некој музиче и слично објаснува човекот што значи тоа constrained learning versus наспроти изолирано практицирање. Многу интересно, примерот од фудбал, како ги поставуваат дечињата и што побаруваат од нив. Например, целта е да играат само со десната нога, нели? И сега имајќи го во предвид што се може да влијае, ова презиваме зеза, што се може да влијае на организација на движењата, овде може да приметите дека може да влијае средината. Може да влијае психолошки момент, надменост, може да влијае задача, може да влијае времето како е. Значи, сите тие работи може да направат да произлезе различно однесување. Значи, тоа е она што влијае од надвор. Она што влијае од внатре, рековме генетика, но на ова што влијае од надвор, тоа всушност влијае и на внатре и работите се прилично поврзани. Не можеме да ги изолираме како одвоени системи, да влијаат еден во друг. И сега, што значи да го изолирате движењето или еве имате некоја задача и вели работи само со изолирано учење на движење, работи само со десна нога. Но му задава чуњеви, конуси и му вели да мора да го помине секој конус. И сега детето веќе не го терате да размислува, туку му задавате малтене задача со некое решение. И сега што учи оно? Само со десната нога да поминува околу. И ништо друго. Ја тука мислам дека може би не размислувам многу, затоа што треба со десна нога, тоа веќе го знае. Слично и другото детенце, задачата е таа, се даваат чуњеви и едноставно, вели, нема екстра напор, нема размислување до тој момент кога дојдеме. Нема размислување за новото движење, нас ни треба да има размислување. Ни треба да има во се, како што има размислување и кога правите згибови, па да влезете внатре во мускулот. И тука има размислување. И сега следната задача е кога нема чуњеви, туку им велите на дечињата едното брка, треба да го фати другото, а другото бега. И постојано со десна нога да играат. Значи, што треба да прави? Десната нога веќе автоматизирана. Она ја води со десната нога, ама сега треба да размислува како да го фати ова детенце што бега, а ова што бега, покрај тоа што треба со десна нога да игра, треба да проба да размисли како да побегне. Тука е целта. На секоја физичка активност, на секоја, би требало да биде тука целта, особено кај младите категории. Ние пробуваме да изградиме што поголем фонд на движење. Значи, што поголем спектар на движења да има, затоа што се надополнуваат едни движења со други движења. Супер, ова ќе премин. Ајде. Тука би се задржал и е исто така клучен момент. Зошто така се препорачува, например, дечињата да ги пуштите прв спорт гимнастика? Не значи дека треба да биде гимнастика.
но ако немате идеја. Затоа што таму ги учат на она што пробувавме ние на часот, да влеземе внатре во движењето. Исправи ги прстите на нозете, направи го ова движење, не е добро, друго, и на некој начин се оформува, се прави база на движење. Не дека и во другите спортови нема да се направи, но има поголем фонд некако, не е само нели одреден број на движења. Може да биде забавно, би требало да биде забавно, но сега дали би се ограничило на еден спорт? Јас, например, не би се ограничил. Нашата ќерка пробува да работи се и пробуваме да ја дадеме не на сила, туку да ја овозможиме да посака, да проба различни активности. Изменувајте ги сите спортови, нека ги поминат сите спортови. Финтата е во креирање на база на движење. Што поголем број на движења, тога следните движења што доаѓаат се многу поедноставни. Зошто? Затоа што ние сме направиле не шаблон, туку сме се ослободиле од онаа генерализација, од пресијата за сега како да го решам движењето, и ние веќе имаме идеја како да го решиме тоа. Ако на почеток ни било проблем да отидеме сами од дома на училиште, прво одделение, второ можеби, понатаму веќе тоа не е проблем, додека одиме сега кон работа или кон училиште, зборуваш на мобилен, се слуша, се поздравува, значи сме ослободени од оние стеги кои што прават ограничување, значи од оние ограничители. Што значи, уште еднаш, што поголем фонд на движења, поефикасно се надоградуваат другите движења. Па имате спортисти, например, спортисти кои што во подоцнежни години достигнуваат максимум во кариера. Херман Маер, ако сте го слушнале, скијач, на колку години на залесна кариера, имаше да ги освојуваше сите купови. Агаси. Така, значи, раната специјализација, меѓу другото, ќе споменам, раната специјализација на спорт е, според мене, не е окей, и според онаа литература што ја консултирам, затоа што тамо имате изолирање само на таа активност. Значи, не сакам да навредам ниту еден спорт, еве ќе земам, што знам, нека биде планинарење, мене тоа ме интересира. Само планинарење, не. Треба да има поголем фонд на движења. Една од целта на овој час е и тоа да посочам дека што поголем фонд на движења поинтересно за дечињата, но и подобро за нив. Тогаш може да размислат, да размислуваат за движењата и тога се оформува тој динамичен систем, што се нарекува човек, нели? Ова мислам дека го спомнавме. Да, постојаност во движењето кога се формува моторичка навика, дури спомнав и за вариативност, значи доколку пробувате во една страна насока на движење, пробајте и во друга насока, значи тоа е јаженцето го вртиме на една страна, па на друга страна, па ние на пример ски учителите, сноуборд учителите, не затоа што е таква нели формата на даската, но кај ски учителите ги учиме да скијат на назад, за да може да ја контролираат групата. Значи, тоа е сега реорганизација на динамички стереотип се нарекува. Реорганизација на динамички стереотип. Имаш еден тест кој што може да се сретне скок во далечина на назад. Значи, ние знаеме да скокнеме на напред. Ама и сега да видиме на назад. Па тогаш може да процениме каква е координацијата. Повторно треба да застанам, да размислам, хоп, да скокнам на назад. Истото и ова, знам да скијам напред, да се лизгам, но да пробам да се скијам на назад и да одам на назад. Истото тоа да го правам, да вртам и плюс да задавам команда. Значи, тоа е вариации на движења, постојат во секое движење може да му најдете, нели, вариација на движењето. Да, ова е некоја слика што се случува најчесто. Зададена е команда како насликава лево. Мислам дека ме гледате, така? Или не? Се гледа? Професоре, кај мене ништо нема. И кај мене исто, професор. Кај мене. Покажете, дечки, нешто се загледа, чекај да видам. Зашто сум направил шер? Видеото го изгледавме или не? Не. Јас не. Прекинете ме, ве молам. Не сум направил
Стоп шер и видеото не отишло. Ќе преминам кај дечињата. Ќе преминам на кратко кај дечињата да видите за што зборував. Значи, ова е кога ги изолираме групите и даваме движења кои што се лимитирани и оди од чуњ на чуњ. Може да приметите. Значи, тука има десна нога, задача, но треба да оди од чуњ на чуњ. Значи, на некој начин не одбира насоката сам, која што ќе се движи, но сепак има стеги, има притисоци и кажу има чуњеви. Не може слободно да се движиш низ простор. И сега што се случува ако од друга страна зададеме на овој метод на constraint, значи learn based approach, зададеме движења кои што дечињава, еве ги конкретно, работат повторно со десна нога, едното брка, другото бега, нема ограничување во простор, треба сами да се снајдат и нема чуњеви. Значи треба покрај тоа што треба да го фати детенцето, треба да ја води ногата, да ја води топката со десна нога. Тоа беше целта. Се извинувам слободно, мислам и треба да ме прекинете, ако нема шер, јас изборувам на празно. Ова беше за вариациите на движењата, дека огромен број на вариации, па можете да поскокнувате на тврда подлога, на мека подлога, на трамболин, на отскочна штица и така натаму. Не само отскокнување, туку и се друго. Овој резултат е тој што треба да го направи човекот, значи од лева страна црвена фотка. Тоа е некое предножување високо со затклон. Рацете во узрач. Еви терминолошки како да објасниме овој кинограм. Дали е лева или десна нога, не можем да видам. И сега има план човекот, во првата варијанта, од десна страна пробува, прави, дали е добро? Наставникот вика, не е добро. Повратна врска, одиме, размислува, план 2, резултат број 2. Подобро е малку да коленото е свиткано се уште, но малку е подобро, треба уште да се работи. Нов план, резултат 3, хоп, тука е некаде и на крајот нормално ќе се изкоригира целото тоа. Ова е нели методот на како еден од методите како може да се практикува, но секогаш ние сме тие кои што ни е дадено улога како што некој учи математика или не знам некој друг предмет или совладувате некоја друга активност, даскалите по физичко и даскалките би требало да го имаат и ова предвид, да знаат на најефикасен начин како да ги пренесат работите. Океј, фазите не би одел на овој начин. Супер. Ова е повторно извлечено од Бернштайн, дека човекот ги организира секој пат новите движења од големиот број на елементарни координацијски команди кои биле стекнати. Токму на ова зборува. Значи, што повеќе команди, така терминолошки кажано, сме задавале, значи сме дрилале, сме изучувале движења, тогаш новите движења се темелат на база на претходните. Или добар темел прави висока зграда, нели? Што поголем број на условни рефлексии да долупишува претходно научени движења, полесно ќе ни биде на човекот да научи нови движења. Ова е интересен податок и треба да биде водилка во кога водите час, кога мирате дечиња и слично, нели, и они сакаат сите да пробаат нешто ново. Сакаат и возрастните. И мене ми беше супер утринава, не сум пробал овој комплекс на вежби, не утринава туку пред часот, најверојатно и на вас. Така да целта е, нашата цел е да ги заљубуваме луѓето во движењата. Може да се најде, не ми текнува авторот. Да. Во моментов не ми текнува авторот. Ова е од книга извлечена. Што се луѓето помнат и на кој начин помнат. И може да приметите дека дури 90% од она што го помнат, го помнат на база на правење, на изведување, на користење на телото. Значи не само седење и размислување, туку на користење на телото. Така да имаме супер струка и е добро да ја искористиме, да сакаме да ја искористиме. Па, например, на почетокот да сакаме да пробаме она што го покажуваше колешката, не наставникот да дојде, тоа малку непријатно беше и за мене да ви кажам ајде сега јас ќе го прекинам часот и вие сега сите треба да пробате. Не, треба да дојде идејата од нас и желбата.
А имајќи во предвид дека преку движењата се меморираат и преку движење се меморираат подобро новите движења, но не само и движењата, не само и новите движења, туку нас не суштински дадено движењето. Се движат, ние се движиме, се движи микрокосмосот во нас, се движи макрокосмосот надвор од планетава. Нели? Се е некакво движење. Се движи во ова моливче е составено од елементи. Внатре во елементите има јадро, има електрон. Електронот се движи околу јадрото. Точно? Значи, секаде постои движење. Ни е дадено и нас да имаме движење и е убаво да го користиме тоа. Особено интересно е кога се учат некои нови работи. Па, во овој дел, да, имам уште едно видео и со ова ќе завршиме. Ама ќе пробам на овој начин. Секи ми кажи. Супер. Сега се слушаме, така? Повторно? Да. Добро. Океј. Значи, ова е една проба на учење на нови движења. Се надам дека има и звук, така? Да. Супер. Значи, ова е Исла. Пробува да научи возење на велосипед на две тркала. Игра. Се е преку игра, особено кај дечињата. Ова се ка пушбајк. Значи, можете да го најдете и без тркалца. Тоа е пушбајк, но ако немате, тогаш изведува и вадиш тркалцата. Аха. Што пошироко. Значи, сега на овој начин пробува преку игра да проба да ја подобри балансот. Детенцето само да дојде до идејата како да го одржи балансот, а не ние да му задаваме чуњеви. Етекнува, туку само да дојде до варијант, до оној момент, нема да го препознае, ама ќе го пронајде тој момент. Значи, треба сами да дојдеме до тоа. Тоа е исто како да некој сака да положи испит наместо вас. Не може. Или да студира. Мора вие сами да дојдете до тоа. Или некој да направи елемент од гимнастика. Дава трикови. Вика, не гледај во тркалото. Многу битен момент. Гледај напред. Зошто? Затоа што тоа е поврзано со перцепцијата и со целото внимание. Ако го концентрирате надолу, тогаш немате представа, не може да одржите баланс. Супер. You do the wobbly bit. You wobble. Can't wobble anywhere. You're not going to go anywhere. Keep your brakes on. Put your feet on the pedals. That's it. And I've got your back and I've got your side. There you go. Look where you're going. It's all clear. 1, 2, 3, go. Let go of your brakes. Off you go. And stop. Look how far you've ridden on your own. Wow! That's a long way. Do you see how many paces it is? 1, 2, 3, 10 paces. Back this time. Your little handle, you've got a handle growing out the back. And I'll hold the bike. Feet on the pedals. Гледате колку е збунето на почеток. Колку концентрација треба. Но крајниот момент е многу битен. Go, let go of the brake, 'cause off you go. Fantastic. Wow! She's off. Bye bye. Send us a postcard. Isla. Look where you're going. Приметете го изразот на лицето на девојчето.
Супер. Мислам дека со ова завршувам. Да. Значи, можете да приметите што значи така еден успех во на некој начин управување со движењето, се можеби не ме гледате, ама сум на друг компјутер, но целта беше нели како да достигнеме до тоа и што значи ефектот на крајот на еве детенцево кој што научи да вози велосипед. Тоа е необјасниво, момент аха, но вие на некој начин сте помогнале. И сега многу интересно. Дали учителите ги учат учениците или учениците учат сами? Зависи, професоре. Ја мислам дека повеќе ни ја даваат насоката, а ние сами си учиме. Точно. Затоа ви кажав на првиот час, ова е студирање. Не може некој за вас да научи, ние може да ја дадеме насоката, тој што го води часот и вие кој ќе водите, но учењето е до нас. Ние сме тие што учиме. Не може наставникот да ве научи, тој може да даде насока, да најде грешка, но учењето доаѓа од нас. Дали е на учење на нови движења, дали е учење на нешто што е теоретски, тоа е независно, но учењето е внатре во нас. Ние не можам ја на сила да научам некого, ниту вие на сила да научите некого. Океј, за денеска толку. Имаме ли прашање некој? Професоре? Може. Не е во врска со овој час, него со прошлиот. За таа темата веќе за загревање не можев да ја најдам во книгава, ја барав, друго се најдов. Сакав да ја прашам каде може да се најде. Да не е во додатната литература за тоа. Зашо се држите еве до книга или до, мислам, ако ја нема во книгата, можеби можете на некое друго место да ја најдете. Ај пробајте најдете вие за следен пат некоја литература некаде каде што има нешто за загревање. Ја, например, можам да еве ви една идеја како да побарате. Така? Да. Но не верувам на се. Тоа е исто многу битен момент. Па, например, можам да направам нешто што се вика вака. Па верувам на истражувања кои што се објавени Warm-up Strategy for Sport Exercise. На истражувања официјални кои што се објавени во добри издавачки куќи. Па тука може да најдам зошто загревање, како вид на загревање, кај кого и така натаму. Многу едноставно, може дури ова се вика ResearchGate, а не е само ResearchGate, да, ајде нека биде на Google Scholar. Ова е библиотека. Значи не морате физички да одите на некоја библиотека, можете да одите, ајде нека биде Activities, можете да одите на Google Scholar. Effect of warm-up activities on speed, strength and accuracy. Чува се трудови кои што се извадени. Додека да стаса јас сакам книги и читаме сите книги. Ова е еден хинт исто така. Додека стаса информацијата во книга, прво се објавуваат во трудови, па тек потоа се сублимираат во книги информациите. Што значи не дека не се точни книгите, туку еве ви еден начин како можете се што ви интересира, дури за управување на движењата. Да најдете, например, во вакви библиотеки на списанија или на книги. Па, например, што знам, ајде нека биде Motor Control. Motor Control или Human Motor Control. Че да видиме што ќе каже Human Motor Control and Learning. Не кажува колку трудови има, но според страните next
Гледате што се однесува. Motor control and learning, behavioral emphasizes. Имате овде еден... Да, има, да не ги споменувам се авторите, многу интересни. Така да исто за warm-up, за загревање можете да најдете таму. Дел од книги, мислам дека ги посечив, па некоја имам. Интересно е да се прочита што во содржина има и така да ги барате книгите. Например, мене содржинава една тема ме интересира, ама во друга книга имам во содржината неколку теми што ме интересираат, па ќе одберам таа книга која ќе ја купувам или која ќе пробам да ја поземам за консултација. Океј? Имаме некој друго прашање? Кога ќе завршиме? Добро, доколку нема прашања, благодарам уште еднаш на Моника. Гледаме следен вторник. Темите ги имате, пробајте прочитајте нешто за нив и тоа е тоа. Во меѓувреме не праќате тестови, најверојатно вежбате. Така ќе го сватам и тоа е добро. Треба да се дружите и со книга, треба да се вклучувате, да прашувате. Не дека ставам плусеви и минуси, ама сте активни. Тоа е интересно. И тоа. Ви посакувам убава вечер, се гледаме за една недела. Поздрав. Благодарам на можност. Исто и на вас. Пријатно.